Загрижувачки се бројките кои што ги објави првата детска амбасада Медјаши, дури 30% од сите повици на СОС линијата Ало Бушавко во 2025 година се поврзани со менталното здравје на децата и на младите. Најчести се стравот, вознемиреноста, но и самоубиствените мисли и обиди за самоубиство. Особено алармантно е што најпогодени се децата на возраст од 10 до 15 години. За тоа колку е сериозна состојбата, дали децата имаат кому да се доверат и како родителите и институциите треба да реагираат, разговараме со Јорданка Черепналкова Трајковска од Медјаши, а тоа ќе го направи нашиот дежурен репортер ова утро, колешката Верица Блажевска. Верче, добро утро. Ајде да слушнеме што покажува анализата, дали децата денеска навреме бараат помош кога се соочуваат со тешки состојби. Благодарам, Иван. Добро утро, поздрав до тебе и поздрав до нашите гледачи кои ја следат утринската на Сител. Ја сакам Македонија, овде од првата детска амбасада Медјаши. Како што кажа и ти, нивниот извештај е алармантен со оглед какви податоци содржи. Многу повици ги вознемириле операторите овде во Медјаши, меѓутоа особено еден бил вознемирувачки и добро е што добро се завршил. Какви повици добиваат овде операторите? Што зборува последниот извештај на Медјаши? И она најважното прашање, какво е менталното здравје на децата во земјава изминативе години? Дали се менува нешто, се крева ли свеста и што треба да направиме или што требаше да направиме уште вчера? Се надевам дека тие одговори ќе ни ги даде нивниот стручен соработник и психолог Јорданка Черепналкова Трајковска. Добро утро и добро ни дојдовте во Ја сакам Македонија. Добро утро и ви благодарам за поканата и благодарам што одвојувате место за најважниот дел од популацијата, за децата и за младите. Да, децата се оние на кои што нели иднината им останува, идните генерации кои што треба да бидат силни, цврсти, меѓутоа и заштитени, сакани, сигурни и безбедни. Но дали се навистина децата во нашето општество тоа што го кажав, што зборува и зошто го нарекувам изминативе денови во медиумите се даваат оние епитети на алармантен, фрапантен извештај на Медјаши. Зошто е тоа така? Извештајот искрено не се разликува драстично многу од изминатите 2-3 години. Менталното здравје како причина за јавување, ако ги погледнете годишните извештаи и од 25-та, и од 24-та, па и од 23-та, е секогаш на врвот на причините заради кои што се јавуваат децата. И ми се чини дека ние не отстапуваме од глобалните текови, дека менталното здравје е алармантна состојба на глобално ниво. И многу повеќе внимание се посветува, па за жал и кај нас. Веројатно тоа се должи на начинот на живот, на темпото на живот, на вредносните структури кои што владеат, кои што се присутни во општеството. Рековте и сами, менталното здравје е тесно поврзано и со чувството на безбедност, со чувството на припадност, со самодовербата, со чувството дека можам да направам нешто, да сменам нешто. Така што е алармантно и не мора само да се повикуваме на извештајот и да се сеќаваме на итноста на состојбата со децата и овозможување на безбедно детство, само кога ќе се излезе Медјаши или некој друг со вакви слични извештаи и тогаш да се сетиме. За жал, менталното здравје не треба да биде одговорност само на една професионална фела како што се психолозите. Менталното здравје на сите нас. Оти тоа е енергија која што се споделува возрастни деца, во која и да е улога, така што е нешто кое што треба можеби посистемски да се работи за да се подигне свеста, за да се охрабрат луѓето, за да ни се вратат некои вредности кои што за жал ги имаме заборавено.
Извештајот, како што велите, не се разликува многу од претходните неколку години, меѓутоа повторно статистиката говори дека лоша е состојбата на терен со менталното здравје кај децата. Сигурно, како што кажав и во најавата, многу повици ги вознемириле овде операторите во Меѓаши, меѓутоа оно еден кој вие го издвоивте на она објава споделувајќи за годишниот извештај е дека другарче се јавило да овде да побара помош и да каже дека неговото другарче нели размислува, помислува или можеби изборува дека ќе направи, ќе изврши самоубиство. Во оној контекст кога велите дека не е ова работа само на психолозите, во истиот тој случај девојчето се обратило кај своите родители, како што нели пишуваат од Меѓаши, меѓутоа добило совет да не се меша, дека тоа можеби не е негова работа. Дали е тоа наша работа воопшто, чија работа е менталното здравје на децата, дали воопшто и тоа како е на сите ова работа? Така е, сосема сте во право, за жал не се мешај, не е единствена, не е реченица која што ја чула само тоа девојче. Многу често ми се чини дека ни станува како културна навика да не се мешаме во туѓите проблеми, што до некаде е точно. Меѓутоа, нешто што представува неправда, што представува нанесување опасност по живот или нешто што може да влие врз сите нас, врз општата јавност, нешто што е, би рекла, од јавен интерес, не може да се ограничи со не се мешај. Навистина, ако се замешаш, ќе треба да вложиш поголем напор, ќе треба да направиш многу работи, значи ангажман, значи време, значи посветеност. И не оправдувам секако такво стоење по страна и нереагирање на нешто што е од исклучителна важност, меѓутоа можам да разберам од каде доаѓа. Секој со своите проблеми, секој со своето брзање, со стигнување рокови и кои да се причините. Но пак ќе речам, тоа не ослободува нас од одговорност, од нашата лична индивидуална одговорност. Ако јас постапам друго, праќам порака до мојот тесен круг, дека ако се охрабруваме себе си со позитивни примери, тогаш ќе може да се прошири позитивното реагирање. Меѓутоа, она што е охрабрува, она што треба да го излечеме како позитивно е што девојчето и покрај тоа што од оној во кој што има најмногу доверба од семејството добива таква порака, не се откажува, препознавајќи ја итноста на состојбата и јавувајќи се на телефонот, што е исклучително, како да речам, важно и покажува на мудроста и зрелоста во одлучувањето на едно дете во тинејџерска возраст. И мислам дека тоа е многу поважно да се види отколку занемарувањето. Не дека не е важно занемарувањето на родителот, да не бидам погрешно разбрана, но и во тој контекст е добро што постои пак место каде што може да сподели некоја грижа, некој проблем, некој мисли, затоа што тоа ако почнеме да предпоставуваме или размислуваме зошто девојчето продолжило, што значи тоа? Тоа девојче е доволно сензитивно, мислам дека девојче беше, ако добро се сеќавам на изјавата на колешките од Меѓаши, да ги препознае знаците, да биде доволно или да и се отвори другарот да и каже, тоа сепак значи дека има некаков сензибилитет. Тоа ни остава нам простор за ваков вид на проблеми да разговараме во секоја можност. Дали сум јас класен раководител, па ќе го искористам класниот час да разговараме за проблемите кои што можеме општо да разговараме, не мораме конкретни примери, меѓутоа да се отвараат теми во кои што децата ќе имаат можност да споделат и да се преиспитаат, тогаш ќе имаат повеќе можности да си го подобрат своето ментална состојба, ментално здравје и ќе почувствуваат дека има грижа, дека има некој кој што сака да ги слушне, кој што сака го интересира нивното мислење, тоа значи почитување.
Јорданка, благодарам за разговорот. Се надевам дека на некој начин ја кренавме свеста што се однесува до тоа што треба да направиме во ваков случај. Менталното здравје општо на сите, а особено менталното здравје на децата е обврска на сите нас да го подобриме. Благодарам и се гледаме во некоја наредна И прилика. благодарам уште еднаш за поканата и да се грижиме сите еден за друг. Не да не се мешаме, туку секогаш кога можеме да направиме нешто кон подобро, тоа да го направиме. Ќе ни се врати повеќекратно на повеќе нива. Од овој разговор и од се она што ни се случуваше изминатиот период, ми се чини дека ја кренавме доволно свеста за тоа колку треба да бидеме свесни за човекот до нас, за нашиот сосед, за се она што го слушаме или го гледаме во нашата околина и дека треба да реагираме, за потоа нели да не се каеме дека требаше нешто да направиме. Менталното здравје на децата пак е најважното, не е баш во најдобра состојба изминативе години и треба сите ние како чинители на општество да направиме за да го подобриме, затоа што тие се деца и заслужуваат да се чувствуваат безбедно, сигурно како што кажав, сакано, исполнети нели со љубов, радост во нивното секојдневие. Колега, толку од ова прво јавување на терен, се гледаме малку подоцна со друга тема.